Неготинската гимназија денеска ја официализира соработката со Ротари клубот од град Неготино. Јас нема да откривам за што станува збор, ќе оставам директорката да ни каже каква соработка, за што се работи и така натаму. Имено нашето училиште нема физички надзор. Имаме 550 ученици кои ги дебнат сите можни пороци што може да ги дебнат младите луѓе. Токму заради тоа се обративме на клубот Ротари од Неготино за една помош, за да можеме да подставиме барем еден видеонадзор. Ни одговорија позитивно на нашето барање, направивме еден проект и веќе видеонадзорот ни еден месец во примена од кој ги гледаме и ефектите и сме благодарни за нивната помош. Се надеваме за понатамошна соработка, затоа што имаме 8 камери, а имаме можност, системот поддржава уште камери со кои мислиме дека безбедноста на училиштето ќе биде целосна. Кажавте дека веќе се гледат и првичните ефекти, за што станува збор, ако може да знаеме? Станува збор за една недисциплина на учениците која беше регистрирана во аулата на училиштето, каде учениците како што знаат да си кажат не бев јас, не беше тој, беше овој, не знам како, но ги вративме камерите назад во присуство со службено лице и се согледа ситуацијата каде што се токму тие ученици ги формиравме нивните родители и преземавме соодветни педагошки мерки. Колку ваквиот видеонадзор, да речеме, е добре дојден за едно училиште, без разлика не само за безбедност на учениците, туку и за сето она што спаѓа во училиштето, нели? Апсолутно. Апсолутно е добре дојден и тоа во сите можни сегменти. Посебно за сигурноста на учениците, па и на вработените, затоа што и минатиот пат кажав, училиштето ни е поставено на позиција каде што не е оградено, немаме заштита и ова е првична заштита која успеавме да ја обезбедиме за нашето училиште. Се надеваме на соработка и од локалната самоуправа и од други клубови, па и продолжение со овој, за да можеме да прошириме и во понатамошната заштита, пошто не е многу битна. Во името на моите ученици, во името на моите вработени, од името и од моје име им благодарам на господата од Ротари клуб и се надевам на понатамошна соработка. Кажа директорката дека всушност тие на некој начин се обратија до вас со барање за да се овозможи колку толку видеонадзор. Колку брзо изреагиравте? Па, Ротари клуб знаеме кој е во Неготино, веќе почнавме да се препознаваме. Нивното барање беше доставено до клубот, бидејќи гимназијата не беше во нашиот ранг до сега офатен, мислам дека позитивно одма одговоривме. Периодот од 2-3 месеци беше заради доставата на и инсталирањето најверојатно на камерите, ослободувањето на школото без ученици да биде. Значи сето повлече 2-3 месеца заради летниот распуст. Меѓутоа добро и убаво е што еве сега веќе од септември веќе таа камера видеонадзор кој што е поставен во гимназијата добро профункционира веќе и има добра безбедност и продолжува понатаму за заштита на гимназијата. Се надевам дека Ротари клуб и представниците и членовите од Ротари клуб Неготино ќе продолжиме со соработката со гимназијата. Сепак станува збор за млади луѓе, за наши деца, што се вика за жива материја. Така е. Секако, значи доста Ротари клуб Неготино учествува во други донации во основните школи, меѓутоа гимназијата никогаш не беше нешто донирано, така да еве да започнеме една соработка и се надеваме дека и натаму ќе продолжиме со нашите донации.